Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. Прв пат јас денеска ќе бидам со маска, да бидам политички и здравствено коректен заради мојот гостин. Гостин вечерва ми е господинот Игор Николов. Господине Николов, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата, благодарам на интересот. Ќе ми биде чест да прочитам дел од вашата стручна образба. Прв пат сте во емисијата, доцент на медицински факултет, доктор на медицински науки, субспециализација нефрогериатрија, специализација по интерна медицина, магистер по медицински науки, доктор на медицина и така натаму и така натаму. Има уште нешто значајно што треба да споделиме? Знам дека сте скромни, ама Па нема, генерално тоа е. Вие вечерва ве поканив, бидејќи сте вие председател на комисијата за справување со оваа криза во рамките на, како точно телото се нарекува? Централна здравствена комисија на, ако мислите партиска комисија. Да. Така сека, Централна комисија за здравство на ВМРО. Активно што работите вие сега? Јас по професионално сум доктор. Така? Работам на клиника за нефрологија, на медицински факултет сум доцент, научен соработник. Така. И во моментов работам најмногу здравство. Океј, во ред. Здравствено, просветна и научна дејност. Иако во овој период со епидемијава и со ковидот малце сите овие дејности се изместија границите, лимитите, како ќе се прават, како ќе се изведуваат, но сепак тоа е основата со која што се занимава. Се наоѓаме во специфична ситуација кога практично епидемијата не натера да размислуваме нели повеќе на онлайн, така да иако е тешко да се разбере, сепак телемедицината бележи подем не само во светот, туку и кај нас, што значи дека може да кажеме дека нема само негативни аспекти ова ковид епидемија, туку може да се каже дека и позитивно нешто е дека ќе не фрли нагло или ќе не забрза да се развиваме онлайн, односно да се развиваме дигитално. Дигитализацијата ќе биде дел од секојдневната работа која што ќе имаат се повеќе и повеќе лекарите. Бидејќи имаме доволно време, една работа многу ме заинтригира, ја извадив маска, не можам да функционирам. Вие имате прележано, колку што знам, имам така да прележано, имам имунитет, можам и плазма да давам. Еве и јас имам прележано најверојатно, ако да го споделиме прв пат со јавноста, така да. Кога ја прележавте? Ајде лично се вака. Почетокот октомври месец сега. Така, и ја тука некаде. Најверојатно. И како ја поминавте? Ја поминав со 7 до 8 дена температура. Така? Повеќе од вас. Да. Со болки во мускулите, болки во зглобовите, со една отпорна резистентна температура, со прилично силна главоболка. Што земавте? Па генерално почнав со 3 дена бев без антибиотик, по сугестии на колегите инфектолози. Третиот ден почнав од антибиотици панцев, со надеж да го чувам оружјето, она кое што го учевме ние во школа на факултет, златниот куршум сумамедот како еден од најсилните антибиотици, да го чувам за подоцна. Ако се развие некоја инфекција. Ако се развие нешто посериозно и од кога го поминав еден период со едниот антибиотик, се префрлив, односно 3 дена пиев сумамед, додека да заврши целата таа моја приказна траеше 10 дена боледување. И после 10-тиот ден, 11-тиот ден веќе бев целосно без никаква симптоматологија, со испиен сумамед, а претходно значи двојна антибиотика, но не веднаш. Првите 3 дена бев само со ја викаме симптоматска терапија. Интересно, ја подготвувам, мојата колумна беше прилично една од најчитани во Македонија, моето искуство со на кој начин сакав да на некој начин да им укажам на луѓето дека јас со толку нарушени здравствени опашки што се ги влечам, поминав доста лесно да им даде надеж луѓе да не се плашат. Постфестум, сега се спремам да напишам како се чувствувам после короната и мислам дека не е за занемарување. Какви сознанија имате вие, докторе, за постовие, ајде да не речеме оние паника, луѓе што претрпеле, бидејќи многу мина ова ќе го доживеат и како стрес и траума, па ќе им создава паника и тахикардија, но реално ја немам таков ментален проблем, а ми се јави малце зголемен притисок,
малку тахикардија, која ја контролирам со моите редовни медикаменти. Видете. И многу ми се пожалија на страната искуства и совети COVID-19, Антони Пеше што ја води, има околу 2-30.000 веќе, таму луѓе си разминуваат искуства кои како поминува, многумина се жалат на некакви тахикарди. Што вие би кажале за ова? Видете, вака сега, јас Отпочнавме на опаку ќе се вратиме. По игра на случајноста, прилично рано се запознав со вирусот, со ковидот и со пациентите кои што заболуваат од него. Бев на некоја ротација уште во април месец, кога март букна епидемијата, во април месец на инфективна клиника, кога ги гледав пациентите кои што беа позитивни. Подоцна на клиниката на нефрологија каде што работам, иако ковид центар стана интерните клиники од пред некое време, сепак доволно долг период имавме пациенти кои што се беа суспектни, позитивни, прележани и така натаму. И дополнително имав контакт со пациенти кои што ме контактираа заради нивните бубрежни заболувања, а во исто време прележале и ковид. И можев да соберам, имам прилично информации од како се чувствуваат после прележувањето. Еве како куриозитет да ви кажам дека ние имавме и пациенти кои што беа со трансплантиран бубрек, кои што прележаа ковид, зашто објавивме и труд од клиниката со колегите на кои што работеа. Пациентите се под имуносупресивна терапија. Така. И дополнително покрај имуносупресивната терапија, значи се накалемува една бронхопнеумонија која што може да биде прогресивна, која што може во одредени случаи да заврши фатално. Така да информациите кои што доаѓаат од оние кои што ги прележале е дека практично тоа што го набројавте, вирусот дава една широка слика на клиничка манифестација. Имено имате луѓе кои што го поминуваат полесно како вас, вие бевте 2 до 3 дена, иако имате поголем број на заболувања, како што набројавте, но има и луѓе кои што го поминуваат од полно здравје со навистина сериозна симптоматологија и за жал имаме и луѓе кои што од полно здравје завршуваат и фатално. Сега, зошто е тоа така? Па, видете, смртноста на вирусот е околу 3 до 5%, колку што е објавено и во светот. Така? Кај нас, за жал, нешто е повисока од останатите земји. Во регионот практично сме едни, може да кажеме, лидери. За жал. Таков е вирусот. Луѓето не се запознаа, значи се соочуваме со нешто што ние сме го учеле во книгите, дека во Првата светска војна, односно кога бил периодот на вирусот на грип, кога човештвото не било сретнато, не се запознало со овој тип на вирус, смртноста била голема заради тоа што нема колективен имунитет. Имунолозите, епидемиолозите кажуваат дека додека да се развие тој колективен имунитет потребно е одредено време и во тоа време смртноста практично може да биде најголема. И сега се случуваме со тој период. Но овдека се соочивме со еден вирус кој што дава широка симптоматологија на повеќе системи. Значи дава системи, не дава секвели, односно засегнување, не само на белите дробови. Бевме сведоци дека дава засегнување и на централниот нервен систем, влие многу на психата. Луѓето кои што го прележале или кои што го лежат, заради таа хипокапнија, недостиг на кислород во мозокот, затоа ги оксигенираме, нели? Имаат психолошки и психички, имаат и останати промени кои што действуваат на централниот нервен систем. Потоа се објавија трудови дека влијае и на бубрезите, значи на елиминирањето на штетните материи од организмот кои што го вршат бубрезите. Имаме информации, објави кои што кажуваат дека влијае и на срцето, така да се среќаваме со една широка клиничка слика. Од друга страна имате клиничка слика која што кај едни поминува многу лесно, од друга страна и други кои што поминува многу тешко. Пренесувањето со овој начин на манифестирање на вирусот е зголемено, заради тоа тој многу брзо се шири. Имате човек од полно здравје со 37,2 температура. Ние претходно таа температура имало луѓе кои што викале мене ништо не ми е, ќе се напијам парацетамол, се изнервирав
ми се дигнат, не знам, температурата, се изнервирав, еден парацетамол и ќе си продолжам да работам. Тоа и се случуваше. И тука можеби да објасниме и смртноста, заради тоа што не се почитуваа препораките да се одмара. Иако сте од полно здравје, доколку не одмарате и со 37 со 2, со 37 со 5, викате ништо не ме, ја ќе одам на работа, ќе работам, ќе имам многу гужва, многу работа, не знам, трчаме, движење, секојдневниот животен стрес. И сето тоа доведува до одеднаш од 37 со 2 да се случи оној крах на организмот, да се случи она манифестирање или силно манифестирање на клиничката слика на вирусот и најстрашното кој што се плашат колегите инфектолози, анестезиолози и останатите е тоа што го викаме цитокинска бура, кога се ослободува големо количество на цитокини, тоа се мали молекули кои што практично ги оштетуваат ткивата, односно ги оштетуваат белите дробови. Со оштетувањето на белите дробови, оштетувањето на крвните садови, бидејќи има објави, беше објавено. Тоа нашето тело го ослободува. Нашето тело, таа е таа бура која што се практично се ослободува одбранбен механизам кој што ги напаѓа сопствените ткива. Дополнително станува збор за васкулит, беше објавено нели дека крвните садови се васкулит значи воспаление на крвните садови, и тоа особено на малите крвни садови, и заради тоа се случуваат оние васкулитични, тромботични промени на плуќата, и заради тоа луѓето се гушат, односно им недостасува кислород, се практично како риби на суво. Додека тој васкулит, кој што е воспаление на малите крвни садови, не се смири, таа цитокинска бура или ќе екзацербрира, ќе се влоши целосно, или ќе дојде до незино смирување, доколку овој васкулит, значи не успееме да го смириме, а за жал имаме многу малце оружја за да го смириме, кои што е потврдено дека действуваат. Вие се сеќавате на почеток почнавме со хлорокин, хидрохлорокин, беше лек кој што наводно делуваше, па потоа се објавија трудови дека вистина делува, но излезе дека на поголемите студии не делува, па излезе уште еден виростатик ремдесивир, кој што беше скап, но покажува трудовите дека делува, па сега добиваме информации дека немаме практично јасен куршум кој што го бие директно вирусот, и заради тоа се влегува во една така наречена полипрагмазија, полимедикација, кога практично пациентите примаат огромна количина на лекови, особено третманот со витамини, разноразни додатоци и така натаму експлодираше. Особено треба да се напомне дека експлозијата почна и за жал со антибиотиците, иначе сите, особено сумамедот, иначе сите микробиолози, сите доктори кои што работат со антибиотици знаат дека тоа малце треба да биде не веднаш, не без симптоми. Се створи една слика дека немаме симптоми, ама ајде да почнеме со сумамед. Сумамед без симптоми нема некоја издржана медицинска логика, но за жал влегувавме во фаза на, сега сме во фаза на напредната епидемија. Вирусот се шири неконтролирано и психозата кај луѓето, односно стравот се повеќе се поголем и поголем, бројката на починати луѓе се поголем и поголем, и тоа си го прави своето. Вау, докторе, ме оставивте без извинете, вака малце може бев подолг. Вака и ми требаше. Добро. Искрено. Ја ви благодарам. Да им кажам само на гледачите дека докторот ќе одговара на ваши прашања. Прашањата можете да ги поставите кај мене на мојата Facebook страна. Се надевам дека некој ќе објави на страната COVID-19 искуства и совети, каде што луѓе кои се информираат оние што прележале и така натаму, таму ќе има, ако има исто прашање, информирајте ме. Почитувани гледачи, знаете како интерактивно делуваме. Инаку на почеток сакав да ти го скршам муабето, да отидам кога рече дека телемедицина е во подем. Фасцинантно ми беше кога го следев во живо операционен зафат на слепо црево на член на експедиција на Јужниот пол, кој му се извршуваше од Хјустон, иако имаше лекар, ама не толку стручен, го раководеше, па дури и со една роботска рака. Тоа е апсолутно така, ќе освојаме територија. Има и предности, но има и мани. Лагот, зато треба 5G. Ги гледаме и маните во моментот. Така е. Тоа е едно од најфасцинантните, научна фантастика. Но да се вратиме на нашата сурова реалност. Сретнувам се повеќе и повеќе вака луѓе како вас, кои сте високо стручни, добро ја познавате оваа работа, но човек се прашува како ние станавме лидери во регионот по смртност. Каде промаши нашиот систем? На почетокот на
на пандемијата, бидејќи за разлика од моите новинари, ја останав овдека секоја вечер и терав, кога имаше и полициски часови, се соочува со сите трауми, заедно ги споделував со моите гледачи. Моите гледачи, народов, ајде да речем, вака исперцепира. Она што се случуваше во Дебар беше единствената и добра работа која државата ја направи во тој момент. Го затворија Дебар, кога имаше 10 случаи, и јас го спречија ширењето. После почна, тој мој впечаток, ве молам ваше објаснување. После почна, не знам, разноразни политики, па ај заради ова, заради он, каде ние како здравствен систем потфрливме. Има земји кои се полоши од нас, доктор Николов. Има земји кои се посиромашни, ама ваква смртност, ова е просто неверојатно. Како дојдовме до ова, да речем? Па, еве ќе се потврди тоа што вие кажувате, посиромашни земји со помала смртност, потврдува практично дека со пари се не може да се направи. Еве ќе ви дадам пластичен пример. Имате во некои од арапските земји не е развиена трансплантација, систем на трансплантација на органи од починати дарители, заради тоа што нема систем, не е дека немаат пари, ти имаат нафта, имаат ресурси, но се без организација. Кога нема една систематска организација и кога не се слушаат и не се следат правилата на науката, правилата кои што ги посочуваат експертите, и кога тие не се спроведуваат, не е сега само дека експертите кажале едно, па да го адаптираме, кога не се спроведуваат, веројатно доаѓа до ова, до кое што во моментот сме. Ние можеме да кажеме дека во цел свет е така, во целиот регион се шири вирусот, во целиот регион има смртност, секаде е зголемено, но реалноста и секојдневицата која што ја живеат граѓаните, што ја живеат луѓето, потврдува дека нешто кај нас се случува различно од друго место. Со еден збор, го дадовте примерот со Дебар. Дебар беше пример кога беше спроведен практично на стартот на епидемијата, кога првиот случај се појави во Македонија, негдека беше 27 февруар, 10 март, 12 март го направивме локдаунот, и во тој период беше регионот Дебар, кога беше практично карантин таму, затворен, и со вистински епидемиолошки мерки, со вистински инфектолошки препораки и со вистинска екипа која што беше таму спроведена. Тоа бе професор од инфективна клиника, кој што заигра на случајот беа и дел од Комисијата за заразни болести, но подоцна се повлекоа таа Комисија за заразни болести. Се успеа да се затвори, односно се успеа да се изолира тој кластер, односно да се затвори тој регионот на Дебар. Инаку имало и таму големи проблеми, заради тоа што војската било вклучена, имало шумски пат чинјака, што повторно човек како човек, нели, жив ѓавол, ќе најде крив пат, прав пат, ќе најде нешто да направи, но сепак тоа се спроведе и покаже еден пример како треба да се прави. Подоцна баравме истото да се направи во Куманово. Дури имаше и препораки. Градоначалникот на Куманово бараше на Куманово да му се направи истото тоа што се правеше на Дебар. Дури се расплака човекот пред камера. се расплака пред камера. Молеше, не знам, кажуваше дека мора нешто да се превземе и така натаму, но сето тоа го исмева и сето тоа излезе дека практично беше со пиар алатки, кои што за жал се користат по мене енормно во моментот. Беше направено дека станува збор за некаква хистерија, дека станува збор за ширење на паника низ народот, дека луѓето треба да се научат, дека треба да влијат и така натаму. Подоцна беше оној период на локдаун. Периодот на локдаун, кога бевме со полициски часи заклучени, даде резултат и падна смртноста, падна ширењето на вирусот. Со паѓањето на ширењето на вирусот настана онаа состојба како чемо, лако чемо. Состојбата како чемо, лако чемо рече, еве го, се намали бројката на позитивни, одиме на избори. Одиме и на избори и одиме на делење помош по семејствата кои што се... Тогаш имаше голема дебата да не се иде на избори, дека ова не е наивно и дека ова ќе ни се одрази на есен. Еве ја есента,
токму тоа ни се случува сега. За жал, ние сметавме, односно пиар алатките кажуваат дека на есен ќе бидеме многу поспремни од ова што ќе бидеме многу поспремни од тоа што бевме спремни во април. Но еве што се случува во моментот. Во моментот се случува да се бориме за кревети, но креветот не лекува. Вие кревет имате и во Александар Палас, па не сместувате пациенти таму. Потребен е персонал кој што е спремен, кој што е организиран, кој што е адаптиран и кој што е навежбан на ова ново чудо со кое што во моментот се среќаваме. Колегите кои што работат во моментот, целиот персонал кој што работи, дава максимум од себе, но кога имате една голема бројка, ние се соочивме со состојба да имаме од 15% позитивни во текот на денот. Тоа беше оној период како чемо лако чемо во август месец, кога сите кафичи и дискотеки беа отворени, односно затворени, а отворени, кога се правеа журки, кога се собираа луѓето, било дење, било ноќе, во вечерните доцни часови бевме сведоци на собирање на младите и сега тоа ни се случува да практично септември и октомври го почувствуваме, ја почувствуваме целата сила на вирусот. Политиката како чемо, лако чемо, не донесе до оваа состојба да сега сме практично во една, како да се изразам, сурфаме на даска, а бранот е голем. Дали ќе го успееме да ја исурфаме даската со цунамито, кое што е пред нас и кое што не носи, и со колкава бројка на жртви, заради тоа што колку е пооптеретен здравствениот систем, толку потешко се дава вистинска нега и вистинска помош. Понатаму, колку е подобро организиран и подобро направени планови, се добива подобри резултати. Ние не бевме сведоци дека има некаков план. Ако се сеќавате, имавме предлози да се направи бел план. Го викавме бел план, кога здравствениот систем би се подготвил за различни нивоа на епидемија, бидејќи имате класификации на епидемиите. Сега се наоѓаме во фаза 4, кога вирусот се шири секаде слободно. Неконтролирано се шири во широката популација. Ја кога се заразив, кога ми се јавија вашите колеги од јавно здравје, не се правеше како порано кои се твоите контакти, па да се истражува. На моје прашање, зошто? Затоа што вика толку е неконтролирано, нонсенс е, не можеш да дојдеш до изворот, затоа што тоа е едноставно цела територија. Па имавме изјави, ако се сеќавате, во јуни месец, август месец, познати се кластерите, кластерите ги изолиравме, тие се 5 кластери, 5 семејства, тоа е изолирано, вирусот е затворен, епидемијата ќе трае кратко, ќе имаме само 2000 позитивни случаи и сето тоа ни укажа дека практично предвидувањата беа тотално утнати. Потоа имаме предвидување утнати во опсегот на вакцинација. На тестирање. Алгоритмите. Вие бевте веројатно сведок со алгоритмот, така? Не знам како се тестиравте, или матичен или нематичен, но алгоритмот не дозволува да се тестирате на време. Не. Дури откако ќе заболиш, матичниот лекар не му дозволува да те истестира на време заради тоа што нема опсег на тестирање. Опсегот на тестирање беше лимитиран заради лимитирани предвидувања. Лимитираните предвидувања требаше да се најде механизам да се елиминираат. И сега, вие барате од матичниот да ви закаже тест, тој вика нема термини, треба да одите или на приватно или нема термини. Додека да ви најде термин ќе пројдат 7 дена. 7 просек од 5 до 7 дена. За време на тие 5 до 7 дена има луѓе кои што не знаат како да се однесуваат, не се информирани, не знаат што да прават, немаат никакви симптоми или симптомите им се многу мали, се шетаат по околината, се движат навака натака. Немаше некоја опција која што би можела нив да им даде или информации соодветни или пак матичниот посоодветно да ги следи. Но клучната работа беше ако ти затреба тебе лекарска помош, поточно во болница, ако ти се влоши ситуацијата, ако не си позитивен на корона, ти не можеш ни да ја добиеш таа услуга додека да ти се утврди дека ти навистина си болен, а ти веќе. Бидејќи тука сега доаѓаме до клучното прашање, она што и до дебати. Колку време од заразата, еве викате летово што беше, ни се одразува. Како ни се одразува кога велат дека од заразувањето до првите симптоми се неколку дена?
Како тоа тие 2 месеца Не знаеме дали се неколку дена, можеби се од 7 до 14 дена, отприлика неколку дена. Инкубација. Но работата е што младите кои што се движеа август месец, септември месец, го пренесува вирусот на семејствата, односно на повозрастните. Така. Од овој вирус страдаат возрастните. И возрастните се оние кои што практично се повозрастните се практично и најголемите жртви на вирусот, секако со исклучоци на оние кои што се подебели, исклучоци на оние кои што имаат неконтролирани дијабети и така натаму или други компликации. Но по мене недисциплината, неспроведувањето на мерките, односно немањето на мерки или игнорирањето на мерките и таа состојба кога комисијата си игра пинг-понг со владата. Владата, значи комисијата дава предлози за заразни болести. Не знаеме владата од тие предлози што прифаќа, што не прифаќа. Беше објавено, секогаш беше објаснувањето, комисијата рече вака. Комисијата вика вака, но не знаеме што е спроведено од тоа. Не знаеме, ни требаше контролирање на тоа што се спроведува. Дали имаше справедливост на препораките, дали немаше справедливост на препораките, сведоци сме дека практично немаше мерки. Немаше конкретни препораки и сведоци сме дека беше резултатот на таа недисциплина во периодот август, септември, па и до 15 октомври, по мене го дава сегашните бројки на енормен процент на позитивни од тестирани. Видете, што се случи во западноевропските земји во моментот. Тие почнаа да имаат големи бројки на позитивни и превземаа мерки. Конкретно за Франција да ви кажам, превземаа мерки со полукарантин или полуполициски час, кога беше забрането да се движите, забрането да излегувате, освен оние кои што одат на работа, со цел да се заштити економијата. Училиштата им беа затворени, а они беа во карантин. Сето тоа има еден индекс, мислам дека и професорот Даниловски ви го спомна, тој R индексот, кај нив од 1,5 сега е спуштен на 0,6. Тие рекоа, со овие мерки, таргетот на R индексот е да го спуштиме под единица. R индексот означува еден заразен заразува еден човек, ако единица. Ако 1,5, еден заразен заразува 1,5 луѓе. Таргетот ни е да го симнеме R под единица, го симна на 0,65. Сите епидемиолошки параметри во моментот им се подобрени и практично се спремни за божичните празници кои што нив многу им значат како популација на католици. Ние од сите мерки кои што ги слушнавме во овој последен период беше подготвување на кревети и проширување на болнички капацитети за примање на нови пациенти и лимитирање на работата на рестораните до 10 часот, но ноќе младите луѓе не знаеме дали не се движат. Јас имам примери каде што во соседството се рента стан, се собираат дечки и си прават журка до Сабајле. Имаме примери каде што се рентаат викендици и се прават журки. Имате пример кога ресторанот не работи, например, а може да нарачате кетеринг за 200 души во стан кој што е 40 квадрати. Тоа никој не ве прашува. Кетеринг за 200 души сигурно нема да го да биде за едно семејство од 4 луѓе. Така би требало да се направат вистински мерки кои што би се контролирало дали се спроведува. Не е само да ги напишеме на хартија. Ние можеме да ги напишеме на хартија без спроведување. Резултатот ќе биде овој резултат сега што го имаме е резултат на недисциплината и неспроведување на реални епидемиолошки мерки. Ако земеме за пример април месец кога имаше полициски час, никој не излегуваше. Дали тогаш резултатите тие индексни бројки беа подобри и дали тоа укажува дека тоа треба да се врати повторно? Јас имам тука некој диаграм и не знам дали има логика да ги покажуваме. За жал ќе зумира камерманот, јас ќе ги вака. За жал ние влеговме во една состојба. Еве видете го овој диаграм, ова се позајмени од професор Дејан Тодоровски од Битола, кој што ги објавува на Facebook меѓу другото, не е дека е нешто украдено. Овој диаграм значи покажува дека сме практично на врвот во регионот. Со тоа движење на врвот во регионот, ние не покажуваме никаква тенденција за
за Ова е за смртноста. да. Значи смртноста е резултат на тоа што го имате слободното ширење на вирусот и голем број на луѓе кои што се носители и кои што го пренесуваат. Турција, Грција, Србија, Албанија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Косово, Романија, ние заедно со Црна Гора и Босна и Херцеговина. Можеби што се вика државите најнедисциплинираните држави испаднавме. Неверојатно. Еве за пример, ако сакате, покажете го овој случај со Германија. Ова е епидемијата како се одвива во Германија. Не знам, значи пикот го гледаме првиот пик, кога беше во април месец. Април месец. Подоцна јуни, јули, август имаме кога R индексот е паднат под единица. Чекај, малце вака ќе идам напред за да се не иде масава у кадар, да биде колку може повеќе. Така. R индексот е паднат под единица и гледате бројот на случаи е намален. Тоа му даде време на здравствениот систем да се подготви за новиот бран, кој што треба да дојде во септември. И сега ако сакате завртете следната страница, вака обратно, е нашата состојба каква е. Нашата состојба е следната, значи пикот кој што го имаме во април месец, еве ги месеците, значи април месец, повторно имаме еден раст во јуни месец, тоа беа резултатите на делењето на пакети, социјални помошти и компири зејтин по куќите. Дојдовме до едно плато кој што е во јуни и во јули месец, го гледате, и сега во октомври месец од платото одиме уште нагоре. Со еден збор, здравствениот систем не одмори. Ние сме цело време во континуитет. РП индексот никогаш не е паднат. Држи го кадарот. Никогаш не е паднат под единица. Како друго здравство го прави. Може ли ова да зависи од опременост, од пари, од и така натаму? Споредуваме со Германија. Но можевме ли ние ваков сличен индекс да постигнеме, ваква крива? Јас би рекол е повеќе до дисциплината отколку до парите. Значи менталитет, дисциплина. Но и спроведувањето на дисциплината. Значи не е само да донесеме мерки, ако тие никој не може да ги наложи да се спроведат. Видете, и во Германија имаше протести, не им беше на луѓето драго да бидат затворени. Кај нас немаше протести. Кај нас министерот го прогласува за херој, му се одушевува. Па каде е тогаш послушноста? Но немаше спроведување на мерки. Заради тоа се воодушевува, затоа што немаше спроведување на мерки и имавме стикери од министерот дека се е под контрола и имавме состојба до пред 15 дена, Јанко кажува дека состојбата е под контрола, за да пред 5 дена ни објават дека сме во најкритичниот период. Што значи најкритичниот период? Најкритичниот период сега може да се јавите по ковид центрите да ви кажат дека никаде или нема место, или местата се лимитирани за потешките случаи и е многу комплицирано, луѓето знаат, многу е комплицирано да некој биде хоспитализиран. Еве оваа бројка за R индексот, не знам зошто не се експлоатираат повеќе. Нас таргетот треба да ни биде да го симнеме R да биде помеѓу 0,5 и 1. Ние умерена да биде. Ние не чувме дека владата, односно дека некој има ваков таргет. И втора работа што сакам да подвечам, имаме проблем во менаџментот, заради тоа што се наоѓаме со состојба да имаме една комисија која е советодавно тело. Не е обврзно тоа што ќе го кажат експертите. Сметате дека Караджовски и неговата комисија треба да бидат закон во државата во ваква ситуација? Во состојба на епидемија, пандемија, експертите треба да бидат последниот збор, а не владата да кажува мерките ќе ги спроведеме или нема да ги спроведеме. Кога е состојба на војна, ја не би сакал министер за култура да ми ја води, да ме води, туку да ме води министер за одбрана, да ми генералите. И да води и да спроведува тоа што се прави. Така, и да спроведува. Да не се селектираат мерките на стручњаците, на епидемиолозите. Тоа ни отвара уште едно прашање. Имаме ли таков пример во светот каде што чекај се, ова малку ми звучи дали ова е суспендирање на воопшто на демократијата на државата или како може на едно такво тело да се пренесе потполни ингеренции кои ќе бидат безпоговорно, малце ми е чуден тој. Веројатно може да се најде некој модус, може да се најде. Ние сега касниме, треба тоа веројатно закон да се смени за таа работа, но мериторните препораките на комисијата, на било каква експертска комисија би требало да бидат
мериторни, заради тоа што ние, Јанко, имаме во моментот во просек меѓу 30 и 40 починати на ден. Само од корона? Само од корона. Каде е секундарниот морталитет? Ја не знам каде е секундарниот, каде е од кардиоваскуларни, каде е од канцер, каде е од... Тоа се отворени прашања. Втора работа, отворени прашања се ги слушате ли вие експертите од другите области? Каде се експертите, стручњаците, епидемиолози на универзитетите во земјава? Го слушаме неколку од експертите кои што се нагласни, останатите ги нема. Каде се инфектолозите од универзитетите во Штип, во Скопје, во Тетово? Каде се здруженијата на анестезиолози, здруженијата на онколози? Вие требате да имате протоколи за секое заболување. Немате слезина, треба да има протокол кој третман ќе го пиете, со кој третман ќе се лечите. Ова е се оставено на вашата професионално знаење и искуство. Да, но секој лекар би сакал да има препорака од сопственото здружение. Тоа ни го отвара прашањето дали ние се наоѓаме во еден мрак интелектуален, кога експертите, кога здруженијата не сакаат да ги кажат и да ги предложат своите мислења и она кое што треба да се спроведе. Имате онколошки пациенти за кои што треба, доколку се позитивни, да има протокол што да пијат, така? Има пациенти кои што се хематолошки, кои што не можеме да ги лечиме со истите витамини како и оние кои што имаат се здрави. Што значи вие на клиниката за нефрологија како импровизирате или најдобро што знаете им помагате? Не, сите колеги во принцип ги превзимаат различни или европски или американски протоколи или се договарате некако меѓу себе кога веќе немате? Некаде има договор, некаде нема договор. Но добро би било да се стави тоа на хартија. И тука лидери би требало да бидат во подготвувањето на тие официјални протоколи кои што ќе бидат доставени дом. Треба да ги имаат и матичните лекари. Ние пред некое време се ги обвинија матичните лекари дека биле криви затоа што не прегледувале. Од друга страна слушнете ги матичните лекари. Вика ја имам една амбуланта. Во таа доаѓаат на истиот лес и здрави и болни. Тој здравиот што ќе дојде, ако седи во чекалната со болниот, утре дента може да ме тужи за дека сум го заразил. Апсолутно. Требаше да им се направат и на нив протоколи од дали ќе има една амбуланта ќе биде за ковид пациенти, дали една амбуланта ќе биде за нековид пациенти. Тоа сега се прави во моментов кога го живееме цунамито. Тоа сега се прават некои планови кои што се носат адхок. Заради тоа што никој, верувам, не сакаше да ги послуша експертите и јас сум убеден дека мислата на експертите е загушена. Го следев Караджовски многу внимателно и сите ваши колеги со кои имам комуницирано велат дека не само Караджовски, туку сите што се во тоа тело се врвни стручњаци, апсолутно им веруваат. Одеднаш почнуваат да го исфрлаат него, да држи пресконференции, човекот на моменти губи нерв, губи так, тоа остава лош печаток и така натаму. Како треба да се постапи во една ваква ситуација според вас? Каде тука, што требаше Министерството да направи и како да се спроведат строго, како што имавме строги мерки на пролет кои даваа резултати. Не ни се допаѓа, но даваа резултати. Да, но да направиме разлика. Докторите не ги спроведуваат мерките. Епидемиолозите предлагаат мерки. Така. Примариусот Караджовски, тој ги предлага мерките. Спроведувањето на мерките ги прави некој друг. Ги прави владата. Ги прави владата и она одлучува што ќе спроведе од тие мерки. Некој одлучува потајно, по мене, и си играме, го гледаме еден пинг-понг. Ова го правиме затоа што така рече Комисијата за заразни болести. А комисијата рекла уште многу работи кои не се спроведени. Да, така. И сега еден дел ако не, веројатно од мерките ако не се спроведат, во тој случај Комисијата за заразни болести си ја зафати улогата да биде параван на нефункционирањето, односно неспроведувањето на мерките на владата. Тоа е најдобро го видовме за примерот за Великден и уште некои верски празници, за едно не може, за друго може. Така беше. Ама и подоцна ги гледавме цело време. Една дискотека работи, друга не работи. Една има дозвола, ама може да работи без дозвола или
работи, ама не работи, ама работи, бевме сведоци, Источна Македонија, во Струмица бевме сведоци, во Штип бевме сведоци. Понатаму, се фативме за... Тој не спроведува дека во автобусите треба да има лимитирана бројка на луѓе кои што ќе се транспортираат. Па вие сте секој ден сведоци, мене секој ден ми испраќаат слики, што се случува во автобусите. Автобусите не се... А вамо ни велат носете маски. Да, носете маски, но има лимитиран број на луѓе кои што треба да влезат во јавниот транспорт. Тоа никој не го тоа во моментот не го контролира. Тоа не може да го контролираат докторите. И реалноста е следна, докторите можат кревети да обезбедат и да се обидат да дадат некаква терапија. За жал, бараат во континуитет бараат протоколи, протоколите ги нема. Во континуитет бараат да се зголеми обсегот на тестирање, зголемувањето на обсегот на тестирање го нема. Во континуитет бараат алгоритмите. Алгоритмите се истите кога беа 30 заболени позитивни од текот на денот. Април месец и сега се скоро истиот алгоритам, еднаш само е сменет. Хрватска има до сега... Ама тој алгоритам кој вашите колеги од комисијата го прават? Точно, јас не ја бранам, немојте да мислите дека ја бранам комисијата. Так. Јас сакам да кажам дека прво, не е работата само на комисијата, но и тука имаме фалинки. Во комисијата има многу луѓе кои што прво имате луѓе кои што поднесоа барање да се заради неспроведување на мерките да се повлечат од комисијата, професори. Тоа не излезе во јавноста и министерот за здравство не им потпишува дека им прекинува учеството во комисијата. Тоа е јавна тајна. Понатаму имате луѓе во комисијата кои што се директори, директно назначени од министерот за здравство и по директно негово влијание, така да и тие влијаат во одлуките кои што ќе ги донесе комисијата. Со еден збор, комисијата нема слобода за експертско изјаснување. Втора работа, немаат слобода експертските здруженија за нивно изразување и како и кои протоколи да бидат за нивните пациенти. Еве вие вашиот пример кардиолошки, вие нема препораките уште не се, значи немаме препораки кои што се немаше посебни наши препораки за мене, освен добрата волја на мојата матична која беше поангажирана, мојот пријател Даниловски кој ме воде, ама ја имав среќа кому да се обратам. Што е со обичниот народ? Ама сега заставете се на местото на матичниот, тој ако има во просек 1500 пациенти, може ли он со секој од тие 1500 пациенти па да ти кажам, да го прави тоа што вие го правите? На работна лудило. Од ја го поминав за 15 дена, нема живот. Буквално вака, само што не ми се расплака на телефон. Точно, и луѓето бараат правила бараат. Да, од 6 вика до 3 сум со пациенти, од 3 сум на телефон за другиве што морам да ги да спроведам, бидејќи нели секој ден морав да кажам. Толку имам температура, тоа сум се напил, такви ми се симптомите. Она мората во листата додека сум во карантин да го спроведува до јавно здравство, тоа е обврска. Луѓето бараат правила, бараат протоколи. Понатаму, ние сме сведоци дека инфективна клиника има протокол еден само кој што е на македонски зборам. Не зборувам дека во светот нема, имате американски, европски, руски, кинески, секакви протоколи имате, но за да колегите се уедначат во начинот на третман, потребно е експертите и здруженијата соодветните експерти да споделат тоа што мислат. Хрватска има до сега сменето 9 протоколи нивно апдейтирање. Србија има околу 7-8 протоколи нивно апдейтирање. Ние еден сега го се подготвува и уште официјално не е споделен до колегите од терцијарно здравство, а да не зборуваме за колегите матични лекари или колегите од секундарно здравство. Толку ли е тоа обимно да им треба толку време или не е обемно, не е обемно. Што е проблемот? Зошто тогаш ги немаме? Има некоја причина која што е загушена експертската мисла. Експертите многу мал се сакаат да се експонираат заради различни да кажам влијанија во општеството. Втората работа е треба некој да ја иницира и да побара тоа да се стави на хартија, и третата работа е доколку тоа се стави на хартија, а доколку не може да се спроведе тоа, односно немате или не е обезбедено тоа што треба да се спроведе, тоа се отвараат посериозни прашања за целиот здравствен систем и за неговата функционалност. Следев некои изјави дека и тоа како ни е потребен полициски час, но се уште имаме расправа за тоа треба, не треба, можеме, не можеме, па дури се уште се води дебата
за носење на маски, теории на заговор, во кои нема да влегуваме вечерва. Значи, полициски час, дали ни е потребен, каков сметате вие? И втора работа со меркиве. Треба ли да се прошират или ова носење маски сите во било која ситуација, дали конечно може да помогне? Видејќи, нели она носење надвор на планина малце ми е чудно. Секоја мерка дава резултат, ќе даде резултат. Носењето маски на планина мислам дека е малце харикирано. Во мерките не се носење на маска на планина, мерката е да се носи маска кога во урбани средини. Во урбана средина, кога може некој да ти дојде и да ти рече Јанко, кај си бе братче, и да те гушне и да отиде работата. Втората работа. Мерките по мене треба да бидат такви да се направат максимални обиди за заштита на економијата. Со еден збор, да ги превземеме примерите од Западна Европа, кога имаа полициски час, имаа карантини, но оние кои што работат имаа право да одат на работа. Школите и покрај полицискиот час и покрај карантинот работеа, за да влезат во период на распуст од 15 октомври до 3 ноември. Сега повторно се отворени до 3 декември и потоа влегуваат во божичниот период и повторно ќе бидат ние немаме таа флексибилност. Нас ни се случува да сега ние ќе бидеме во една генерација, децава се една генерација која што онлайн учи дома сами. Моите деца дома сами учат, сами се ние двајцата доктори, сами се они се сноѓаат како знаат. Со еден збор, мислам дека неколку викенд карантини добро ќе ни дојдат и ќе дадат добар резултат, особено да се треба да се дефинираат таргетите како да се спушти тој PR индекс. За тоа мислата треба да ја дадат и советите, да ги дадат експертите, најмногу епидемиолозите, инфектолозите, пулмолозите. Не сме ги чуле. Не само што не сме ги чуле, докторе, ја не можам да најдам соговорник кој ќе ми одговара на прашањата. Само еден до сега, вие ќе бидете вечер во вториот. Треба да си го поставите прашањето зошто? Значи, зошто нема? Значи, не е битна мојата емисија, но матичните лекари не можат да стигнат на сите и да им одговорат. Има загрижени, има реконвалесценти, така натаму. Мислам дека медиумите имаат историска шанса, наместо интервјуи и дебати, па да видиме чиј е поголем, кој е појак, кој кого партиски го средил, да им помогнеме на гледачите, затоа што едно прашање сигурно барем 100 гледачи тангира. Ме разбирате, па ќе го прегледа, па ќе си најде некаков одговор, па ќе се утеши и така натаму. Маскава ваша е KN95. Сметате ли дека било каква маска или има нешто посебно во овие маски KN95 кои имаат филтер за посебно мали частички и помагаат? Било каква маска е подобро од никаква маска. Готово. KN95 јас носам ради на работа, ради евентуални блиски контакти со пациенти или пациенти кои што се суспектни, кои што ќе дојдат. Вечерва, вака и двајцата сме прележале, можевме да бидеме без маски, но јас сакам да дадам и пример дека не е толку тешко да се кој ќе се навикнеш да носиш маска и подобро е да ја носиш за да ги заштитиш и другите. Постојат трудови кои што објавуваат дека нели е можна реинфекција. Постојат, односно повторно да се прележи короната, така да секоја заштита, посебно во овој период кога имаме експлозија, имаме 45% позитивни од тестираните во денот. Ние тој процент мора да го спуштиме. Западните, Франција го спушти на 16% позитивни. Да ти кажем... 16% позитивни, знаете кога бевме ние? Го имавме во јуни месец. Еве ќе ти дадам пример, уште еднаш ги замолувам гледачите нека ги постават прашањата или на Твитер или кај мене на Фејсбук, после паузата ќе им одговарам на гледачите на нивните прашања. Само сега, ако ми дозволиш, во Шангај, на аеродромот, 17.000, затоа што еден покажал симптоми, го тестирали и се покажал позитивен, истиот ден сите 17.000 се задржани во подрумските простори и за еден ден 10.000 теста се обработени, сите се негативни, но во секој случај во еден ден, на едно место, 17.000 тестирања. Мислам, ја разбирам дека имаат пари, имаат логистика и сето тоа.
но само така и на таков начин можеш кластерот да го стишиш едноставно, да ја контролираш ситуацијата, да не ти излезе од контрола. Не знам тој начин се потврди дека дава резултати. Се потврди дека е исто така прилично скап, но дава резултати и ја заштитува економијата. Поисплатливо е да тестирате 17, која бројка ја кажавте таму? 17.000. Отколку истите тие да ги лекувате со антибиотици, со сумамеди во болници и така натаму, да направите резистенција на антибиотиците. Но секако, културата во источните земји, во далечниот исток, е различна од тука. Ние 17.000 тешко е да ги со војска да ги собереме, да ги истестираме, ќе ви избегаат едно 20% сигурно. Но ако државата бесплатно тестира и се прошират центрите и местата за тестирање, повторно игра улога менталитетот. Имавме ние примери кога не ќе да се тестира. Одбива да се тестира. И ќе потпише кај треба дека одбива да се тестира. Што сакате правите ми, ја не се тестира. Се надевам дека во иднина и доктор Вело Марковски ќе ми биде гостин. Он имаше некој, не знам дали добро го разбрав, изјави во врска со маската. Вие имате малце спротивни во тоа. Дали таа разноликост во изјавите остава несигурно? Знаете, тоа е она кога се согласувам со вас, кога немате протоколи кои треба безпоговорно да се следат, имате тогаш тумачења кои фрлаат сомнеш. Имате ли да искоментирате? А еве, вие сте лекар. Знаете вие да бидете во ординација или да бидете покрај ова и цел ден да сте со маска. Има ли последица од долгото носење, она што народот се уплаши и се прошири као дека долготрајното носење на маса прави задршка и така натаму. Јас сум цел живот бидејќи сум велосипед со маска. Ја нонстоп носам маска заради загадување, а контролирам тоа, никогаш не сум имал прв. Но на страна јас. Ме интересира вашето мислење за постојано носење на маска на страна од ковидот. Видете, да бидеме реални, никој не ја носи маската во 8 часа што е на работа, 8 часа. Секогаш се наоѓа, дури и персоналот кој што влага во ковид зоните, не е со една маска цел ден. Ја носи маската 2 сат, пошто 2 сат, бидејќи 2 сати се влегува, па се излегува. Кога ќе се излезе, се вади маската, се прави пауза. Тој е медицинскиот персонал. Ние не можеме да се убедиме сега дека 24/7 некој ќе ја носи маска. Прво, дека ќе издржи дека е тоа нонсенс, така. Психички, второ дека нема да сфати 1 сат пауза, еве како вас, или пола сат пауза. Мислам дека тоа се издигнува на едно ниво за да се даде по мене оправдание зошто маските не ни требаат. Но сегде во свет, во моментот, борбата со вирусов се води најмногу со носење маска и со одржување дистанца и со намалување на физичките контакти. Бидејќи сум цело време и ги проследував пред да почнем со вас, сорчњаците овде домашни, соопштенијата од СЗО. СЗО малку многу потврли во целава работа, па дури и тужена од неколку земји, да речеме адвокатски друштва, тука е токму со маските. Прво рекоа не треба маски, па маски лошо било, па не било, да на крај дојдат до ова. СЗО како светска организација очигледно е дека потврли, а Кина ќе мора на некој начин да објасни од кај дојде ова. Не. Веќе репарации збориме. Бар по еден мобилен телефон. Се шегувам, карикирам. Ама дефинитивно треба да се ја носат вината за се во ова. На крајот на краиштата од кај нив и потекна. Видете, јас, бидејќи се соочуваме со нешто што не го знаеме. И на почетокот беше така. Во април месец ние облекувавме калјачи, кеси, од сите страни се лепевме, не знам, беше општа непознаница и општа паника. Дури носевме чизми на инфективно. Не бевме сигурни точно што се случува, како се случува. Првите изјави на Светската здравствена организација беше дека се пренесува слично на вирусот на хепатит А, нели орофекален пат, со капки и плюс со капки, односно со прљави раце, како жолтица.
А сега знаеме дека е реборн. Излезе дека е највише со флигеовите капки, односно со дишење. Потребно е некој да ти диша многу блиску, доволно долг временски период, да го фатиш тој вирал чарч кој што го објаснуваше Даниловски и да се заразиш. Но тоа го знаеме после 7-8 месеци од постоењето на вирусот. Понатаму за третманот. Третманот беше го спомнавме хлорохинот, па дојде Судир, хлорохинот го подржуваше еден француски професор од Марсеј со огромни искуства од третман на маларија. Тој извади пациенти кои што третирани со маларија со одредени високи дози на хлорохин, има добри резултати и за ковидот, но тој има специфично искуство со хлорохин и знаеше како да ги третира. Па се стори една војна помеѓу американците и французите, дали е подобар хлорохинот или ремдесивирот. Па се објавуваат трудови про хлорохин, про ремдесивир, и на крај излезе дека ниту тој не е совршен, ниту тој не е совршен, односно нивните ефекти се така questionable. Добро. Веројатно тоа е објаснувањето зашто на почеток се даваат такви контроверзни изјави. Но сепак она кое што функционира и кое што го потврдија земјите од далечниот исток, односно Кина, Јапан, Северна Кореја, Јужна Кореја, пардон, се извинувам, Австралија, Нов Зеланд, е дека носењето на маски, дека строгите мерки, дисциплината даваат резултати. Видете сега се соочува да Кина има 9 случаи дневно, а земја од неколку милиарди луѓе, така? А ние да имаме 1100, 1200 случаи и да се двоумиме, да правиме дебата дали ни треба полукарантин, четврт карантин, дали кетерингот кој ќе го нарачате е за 20 души, дали во 30 квадратен стан се собрале, го изнајмиле деца и прават журки или не. И сето тоа под превезот дека треба да ја заштитиме економијата, која што во моментов се наоѓаме во фаза да се слушаат експерти, тоа експертите од здравството, односно епидемиолозите. Таа експертска мисла треба да се разбуди, треба да се повикаат, уште еднаш ќе апелирам, да се повикаат професорите кои што се стручни од таа област, кои што ја знаат, кои што ја владеат областа, од трите универзитети, ако треба да се повика и странски епидемиолог или некој кој што е со големо искуство од соседните земји, каде што успешно тоа се третира, и не само да се повика. Тоа што тој ќе го каже, да се спроведе максимум што може. Да биде, ако не мандаторно 100%, да биде барем над 90%. Да немаме изјави кога малцинството кога битичи кажува не може да има карантин. Забрането е пошто ќе пропаднела економијата. Економија без луѓе како ќе биде? Сега излезе еден труд, беше објавен во американски весник, Save the people first to save the economy. Нема економија без луѓе. Тоа, ако не го разбравме до сега, веројатно бројот на жртви ќе биде уште поголем. Некои епидемиолози по нивните бројки предвидуваат и 3000 починати до крај на оваа година, до 31 декември. Каде, кај нас? Да. Сега сме на 1500. Ако имаме 40 дневно, тука е бројката. Докторе, мораме не сакам да ширам пауза, паника, не сакам да ширам паника и да не биде дека повторно да ме обвинуваат дека ги плашам луѓето, но без спроведу. Така? Па на почеток дека шириме паника и дека... Знаеш како, мене кога стручњак ќе ми каже не шири паника, ја тогаш паничам. Кога вика нема место за паника, тогаш ме фаќа паника. Паника и хистерија. Општа хистерија, масовна хистерија. Мораме да направиме пауза, кратка, најкратка што е можна и веднаш се враќаме ќе одговара докторот на вашите прашања, почитувани. Почитувани гледачи, гостин во студиото е доктор Игор Николов. Со него веќе разговаравме преку 60 минути во врска со короната, а секако е и вториот за кој јас знам дека јавно се нафатил да им одговара на прашања на гледачите.
телефоните за сега, значи вака ќе ги ставиме телефоните, режија, можеш да ги објавиш телефоните, но на две прашања од интернет, ја кој ќе ги поставам, едно на телефон. Во ред? Да, не се договоривме со режијата, идеме во животно, мислам дека брзо ќе се расправа. Вака. Прашањата. За вакцините, околу вакцините. Ке имаме ли кога, што, како, а ја одма веднаш подпишав. Има 5 децении од појавата, 4 децении од ХИВ, 100 години од утврдување на канцер. За тие две работи не се најде вакцина. За ова за една година имаме не една, 5 вакцини се најдоа, 10 и што ти ја знам. Па, да се надеваме дека ќе има вакцина. Наводно испитувањата напредуваат од сите страни, добиваме информации од сериозни фармацевски компании дека испитувањата напредуваат и дека се во скоро финалните фази. Спроведен е тој механизам за рамномерна споделба на вакцините по земји без разлика од нивниот GDP, тоа инкам, туку да биде колку е можно порамномерно распределена. Кога ќе дојдат, можеме да кажеме нешто поконкретно. Кога ќе почне процесот на вакцинација, ќе кажеме, можеме да знаеме дали даваат некакви несакани ефекти или не даваат. Најверојатно ќе бидат окей и што побрзо да ги имаме е подобро. Чекајте, докторе. Најверојатно. Знаете мене кој ќе ми каже, види, јас се осеќам сега, знаеш како лежам. Немојте да ме сватите како антиваксер дека сум. Не. Но јас сум за вакцинацијата, се вакцинирав од сезонски грип во моментот. Така е, затоа не можеме... Како ќе знаеме дека функционира кога немало до сега клинички тестирања? Сериозни фармацевски компании нема да дозволат без масовни тестирања и без поминување на сите стадиуми на фармаколошкото испитување да се регистрира било каква вакцина. Посебно овие кои што се набројани дека се најблиску да ја остварат целта. Значи, затоа рекоа дека минимум година дена е да се приближиме до вакцината, а еве и времето покажува, дека се фалеа, имаме вакцина, руската, кинеската, но уште ги нема. Не сум епидемиолог, не сум вирусолог, не сум инфектолог, но по мене оптимистичка варијанта за следна година, септември, октомври, ако имаме вакцина, би било добро. Не верувам дека нешто ќе добиеме претходно. Ако биде претходно, уште подобро, живи здрави да видиме. Како ćemo, лако ćemo, ко преживи прича. Не, за тука не гледам како ćemo, лако ćemo, тоа е иднината и за иднината кога станува збор за ке, они се по мене вака прилично навежбани, ќе биде добро, ќе набавиме, ќе ова, ќе она, а уште не знаеме што ќе набавуваме, но викаат дека ќе набават и вакцини за корона, така? Или што ќе ни каже СЗО? СЗО може да даде препораки, да каже, но сепак повторно да бидеме реални, искуствата ќе бидат многу важни и значени. Секако и со вирусов го знаете, тој дојде во април месец, сега имаме поголемо искуство во начинот на третман, во начинот на симптомите, во начинот на тестирање, така да искуството е многу важно. Не можеме да кажеме дојде вакцината, сите срекни весели. Дали антикоагулантите се неопходни во лечењето на ковид? Да, се покажа дека станува збор за еден васкулит, кој што васкулит воспаление на крвните садови доведува до развој на микротромби. Кога имаме развој на такви микротромби, потребни се антикоагуланти. Мислам дека во повеќе серии се зборуваше, ние ги следиме повеќе параметри на коагулацијата кај човекот и во човековиот организам. Се ориентираме за терапијата повторно, затоа велиме ни се важни да има протоколи, врз основа на кои што би можеле да се дадат точни препораки кои антикоагуланти да се користат и зошто. Па не тоа аспиринотандолот од 100 мг? Така е, но имате и нови антикоагуланти, како што се клексан нискомолекуларен или високомолекуларен хепарин, имате коагуланти како што се одредени лекови кои што се сега помодерни, таблетарна терапија за да не се боцкаат, и сето тоа зависи од параметрите на хемостаза кои што се тестираат, односно најчесто е D-димерот, веројатно и вашите гледачи веќе сите го зборуваат тој прочуен D-димер и врз него се ориентираат за дали треба или не треба. Паталци ве научија медицина за една година као никојаш у живот, само нека им користи. Имаме гледач на линија, добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Режија, немам ништо на звучник. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Поштовање, Јанко, до вашата емисија.
што не овозможивте да и ние учествуваме како ваши редовни гледачи. Поштовање посебно до вашиот гостин, кој ја лично го респектирам, имам две прашања. Првото прашање е, јас имам 74 години, никогаш не сум пушил цигари, алкохол не знам и кафе не знам. Не сум пијал никогаш. Во мојот живот во болница не сум отишол и не сум бил болен, нити главоболка, никогаш. Не ве слушам. Може ли малку погласно и кратко и јасно прашањата? Прашањето е... Да. Дали се слушаме? Да. Прашањето е? Прашањето е во каква корелација е мојот живот што алкохол и цигари не сум пушел, а плуќата се обично нападнати од COVID-19. Тоа е првото прашање. Значи, во која корелација е тоа? И второто прашање е, зошто нема статистика 19 година од март до август колку има умрени во Македонија, починати, и 20 година статистика зошто не го кажат јавно колку умрели, колку не. Благодарам за јавувањето, режија, благодарам. Значи, статистика на процентот на морталитет во Македонија, колкав бил лани, колкав е годинава, во тоа да видиме колку е, што може и да покаже. Виде, тука се да фатиме од второто прашање, веројатно по-интересно. Да. Статистиката е многу важна за да може да се прави вистинско планирање на здравствените стратегии. Статистиката е и овие индикатори и параметри се многу важни за планирањето и димензионирањето на здравствениот систем. Ние се уште немаме бројка која што ќе го отслика секундарниот морталитет на оваа епидемија со која што се соочуваме и се согласувам со гледачот дека е многу важно и многу значајно е да се објават вистински статистички бројки врз основа на кои што ќе можеме како да споредиме со претходните години кога немало ковид, така и да споредиме со следниве години кога ќе имаме ковид и да можеме да направиме соодветно планирање. Знаете, имаше во некои земји објавено дека оваа година се очекува вирусот на грип да биде во помала застапеност заради тоа што луѓето се научија да носат маски и дека начинот на неговата трансмисија и заболените од грип би требало да падне. Сите тие податоци веројатно ќе ги лиферува и ќе ги објави Институтот за јавно здравје, односно останува повторно работата на епидемиолозите, па да ги разгледаме и да ги споредиме годините. Веројатно на крај на година ќе биде тоа објавено. Во однос на првото прашање, господинот праша каква е корелацијата со тоа што тој е во полно здравје. Тоа е негова предност. Бидејќи, колку што разбравме, не пиел алкохол, не пиел цигари, не пушел цигари, здрав живот водел, а нападнати му се плуќата од корона. Вирусот е непознаница и понатаму. Предност му е што нема дополнителни заболувања и да се надеваме дека ќе помине добро ова негова искуство со заразата. Јусуф Талек Џими, со слаби симптоми на домашно лекување, позитивен на 18 дена дома, дали сум вирулентен, дали веќе шири зараза со свој после 18 дена? Веројатно после 18 дена престаната е пренесувањето на заболувањето по некои трудови кои што ги објавуваат. Најголемите преносители на вирусот се во првите 5 дена кога практично траат и првите кога се манифестираат и првите симптоми. Секако доколку опасноста е да расшириме на друг, не ние која ќе се заразиме, која ќе ги почувствуваме симптомите, да, така? Бројките се, има искуство, се на ниво на објави со не толку големи и сигурни податоци, но генерално е дека во првите 5 дена од манифестацијата на симптомите, пренесувањето на заболувањето, односно вирусот е најголема, секако и претходните 2 дена пред манифестацијата на симптомите. Гордана Јоновска, што може да се направи да се заштитиме повеќе, освен маската? Витамини, одредени други работи кои можеме да ги внесуваме во организмот да се заштитиме повеќе. Мислам дека вие како медицинско лице веднаш алудирате на имунитетот. Што треба да се направи? Уште едно прашање имам од интернет, па дури. Значи, секој трето прашање ќе иде од интернет.
Освен маската, важна е дистанцата, да не забораваме дистанцата и групирањето. Тие се мерки кои што се спроведуваат начинот на однесување. Исто така и хигиената, односно дезинфицирањето на рацете. Во однос на заштитата со суплементи, ако можам така да ги кажам, податоците покажуваат, потврдуваат дека витамин D, витамин C се од одредена корист, секако многу е важно да не се претера и јас сакам овде да нагласам можеби надворе од прашањето. За жал, ние се наоѓаме во состојба, веројатно и вие бевте во аптека, кога цените на овие суплементи и витамини се отидени до баснословни суми. Значи, мојата констатација, ние сме фамилија од петорица. Не заболевме сите, но затоа... Тука требаше државата малце поише да се имплицира. Да ви кажам. Значи, сите приходи ни отидоа на тие суплементи. И ние заболени, и тие што не се заболени, што чекавме и мислевме дека ќе се забол. Петорица, у моја семејство, мене цела плата ми отиде на витамин С, витамин Д, цинк, за едниот, за другиот, за третиот, четвртиот, петиот. Ама Јанко, памтите... Па, ајде, сакаш и храната, нели? Тогаш внимаваш малку и на храната, па поздрава храна. Кај нас здравата храна, македонска на ова поднебе, е најскапата храна. Ѓубрето храна е најевтино. Како тоа да дигна? Од една страна велите, нели, имунитетот, ама имунитет не се подига кога ќе се разболеш. Тогаш имунитетот треба да се буста пред разболувањето, точно или не? Точно е тоа и сакам друго да кажам. Тука требаше можеби системот и државата малце повеќе да се имплицира за одредено плафонирање на одредени цени на суплементи, на витамини и така натаму. Од моето искуство, кога ќе влезете во аптека, прашуваш дајте ми витамин С, они ви викаат сакате германски, сакате дански, сакате шведски, сакате ваков. Од било кој да прашаш од тие, цената е меѓу 15 евра, околу 900 денари, меѓу 800 и 900 денари. Тоа е навистина висока цена. А имате од друга страна витамин С обичен од домашно производство, кој што кошта една табла 10-15 денари на алкалоид на реплек, а ја врши скоро истата работа од данскиот витамин С, кој што кошта 15 евра. Така да, мислам дека требаше тука да се влијае малку колку може да се имплицира државата, посебно во овие состојби, еве сега веројатно во кризна состојба, тука би можело да се влијаат и по мене тоа е профитерство. А да не зборам исто за цената на лимоните кога се накачи. Ејсе, одиме со следниот гледач кој е на линија. Добро вечер и повелете. Здраво. Здраво, повелете, во програма сте. Јанко, вака, ја и жена веќе доста време со ковидов, од 12 навака, мене првпат ме обори, не знае малку покасно, али 9-24 е. Ни дадоа терапија Сумамет и за да пиеме тие 6 комада по 6 апшиња Сумамет ни дадоа тие завршија, више немаме што да пиеме. А ова чудо се уште го сеќаме, ни прави проблеми од сукси. Нели го дава на која телевизија едно чудо Фавира. Не ве разбрав? Фавира. Од Косово таму по 80 евра идело пакување. Фавира, јапонско чудо, значи јапонско чудо. Ме пратиш, ме слушаш, Да, слушам. Да. Добро, а ја моментално најдобро ми помага аминофилинот. Аминофилинот ми помага најдобро, со тоа што ми помага да дишам по-лесно. Добро, што ви е прашањето? И се отцепив пиеки од оној 2-3 по 4 јадарки, да ти кажам искрено по 8 пијам дневно. Добро, што ви е прашањето? Зашто овој Фавирава не бе кажува на телевизија дека ќе дадат, дури имаше една докторка за општа практика, кажуваше дека треба на пастија да ни дадат, нити им даваат, нити ништо време во врви, многу луѓе мислам дека ќе бидат спасени со тоа чудо наречено Фавира. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Пријатно. Вака, коментарот на гледачот оди во прилог на оно што го кажав. Он постави прашање, го испив Сумамедот
симптомите пак не се тука. Тоа го слушнав, да, Што- дека што има да- се уште симптоми. што да правиме и спомна понатаму? тој флавир Фавипиравир, тоа е Да. генерикот е фавипиравир, тоа е виростатик кој што сега се излегува повеќе студии дека има ефект. Јапонско чудо, тој го нарече, но дека е чудо треба да се види. Тоа е тој лек кој што се пие првите 5 дена од почетокот на симптомите, така да станува збор за виростатик и веројатно пациентот нема да биде во категоријата на луѓе кои што би требало после 20 дена да почнат со овој виростатик. За жал, повторно ќе кажам, во протоколите го нема, но го има во трудови, студии кои што се објавени дека лекот дејствува. Дејството по трудовите кои што ги има е во првите 5 дена. Но овдека во дадениот конкретен случај, уште еднаш ќе кажам, да не се започнува веднаш со сумамет, заради тоа што со антибиотик кој што е јак, заради тоа што брзо поминуваат 6 дена. После тие 6 дена се поставува отворено прашање што понатаму. И уште еднаш ќе апелирам дека се потребни јасни протоколи кои што треба да ги имаат матичните лекари за што да прават во вакви ситуации. Сега можеме, човекот се јавува на телевизија, веројатно ќе се јави на друго место, ќе прочита некоја Facebook група која што споделува искуства. Потребни ни се протоколи и правила како да се третираат и тие треба да бидат доставени, дистрибуирани до матичните лекари кои што како диаграм ќе знаат што да прават во секоја конкретна ситуација. Значи, слободно можам да кажам дека најмалку смеам да се гордеам што имам една од најчитаните колумни во Македонија минатиот месец, моето искуство со ковид, што покажува дека луѓето едноставно не добиваат правилна информација, немаат чувство на доверба дека државата, дека системот функционира. Еве не велам државата, зборам за севкупниот наш систем здравствен, дури некои го доживуваат и го коментираат кај мене дека е непосредно пред колапс. А јас би се надоврзал со вас дека впечатокот е дека научната мисла е загушена и дека здруженијата на експертите не се така едноставни и слободни, не се чувствуваат слободно да ги објават последните студии, последните анализи за сите нивни групи на болести за кои што тие се експерти и заради тоа луѓето посегнуваат по она што се нарекува парамедицина и заради тоа имаме експлозија на вакви суплементарни третмани, терапии кои што практично се окей, но би биле уште подобри доколку се во некои структурирани протоколи, односно структурирани препораки. Колку после моево прашање ќе одиме со телефонот, колку време трае имунитетот? Ја заради себе нели се распрашував, но како и секој друг кој го прележал, добивам информации дека барем минимум 3 месеца можам да бидам мирен, но да внимавам повторно да не се заразам. И студии покажуваат, последната оксфордска студија која е сериозна, сериозен научен магазин ја објави, е дека трае и повеќе од година дена. Кои се вашите сознанија за имунитетот? Вака, јас ова што го знам е од тоа што сум читал и од тоа што имаме некои пациенти кои што се тестирани за антителата. Најсоодветен за оваа работа би биле имунолозите, па ве поканувам да ги поканите. Имаше еден труд кој што, односно еден проект кој што беше поддржан од француска амбасада за тестирање на здравствените работници, односно антителата кои што ги развиваат здравствените работници како најизложени на вирусот. Информациите се различни. Прво, ние сме запознаени со вирусот 9 месеци дали се поминати. Студиите се во тек, дали тој имунитет ќе трае година дена, година и пол, значи 12-15 месеци и така натаму. Објаснете ми тоа за крвна слика што ми советувавте, што да направам и што ќе ми каже мене тоа, поточно
Тоа е добро, особено да се направи проверка на антителата, особено за оние луѓе кои што се експонирани со многу контакти во текот на денот и особено за здравствените работници, бидејќи доколку еден здравствен работник има антитела против вирусот, најверојатно дека е помала шансата повторно да се зарази. Со еден збор, тој би бил посоодветен и по слободен да биде во борбата, во битката со ковидот. Исто така, антителата ни даваат информација дали можеме да ги користиме пациентот за конвалесцентна плазма, односно да биде донор на плазма. Доколку, ако има висок? Ако има титар на антитела. Имате два вида на антитела, IgM и IgG. IgM антителата ви даваат информација дали скоро сте биле во контакт со вирусот, IgG антителата ви даваат еден вид на имунитет. Значи IgM после поважен ви е IgG-то, IgG е поважен и постојат студии кои што покажуваат дека IgG на пример 1 месец од заболувањето, на 3 месеци од заболувањето, на 6 месеци кај истите пациенти се намалува. Но студиите се во тек, информациите се уште не се структурирани официјално. Потврдено е официјално дека одредени пациенти заболуваат повторно, но е прилично мала бројката на тие пациенти и потврдени имаат студии кои што покажуваат дека титарот на антитела со текот на времето се намалува, што значи дека резистенцијата на вирусот, односно отпорноста на вирусот се намалува, а најверојатно е точно тоа што го спомнавте, дека од прилика 3 месеци барем сте заштитени минимум, секако доколку имате антитела. И како куриозитет да ви кажам, мене често ми пишуваат пациенти или познаници, посебно на социјалните, на месенџер сум вака по-достапен. Докторе, имам толку и толку антитела, што да правиме, како да правиме? Јас им викам да има една платформа на доброволци кај што можеш да се пријавиш, станува збор за пожарникар, здрав човек, да се пријавиш па да помогнеш во ковид центрите. Докторе, слободно тоа би било добро. Сите оние со антитела се практично заштитени, така е. Која е цифрата? Над 5 титарот е за да може да бидат донори на конвалесцентна плазма. Што треба да мислат за себе оние што имаат 3, 2, 1 и така натаму? Тука уште не можеме да кажеме дали е одбранбениот систем спремен против ковидот и против короната, но дали е тоа значи дека не е спремен ни против други болести, ако е понизок? Конкретно овие антитела се за ковид, за SARS-2. Добро. Одиме со следниот гледач на линија. Режија, можеш и во слушалки да... Да, одлично. Слушам. Добро вечер. Повелете. Се слушаме, така. Да, повелете. Кратко едно прашање. Одлично, повелете. Од март до сега трае вирусот и цело време слушаме дека се уште е непознаница и се уште не се знае ништо за него. Кога ќе имаме јасни информации на ниво на Македонија и на свет, со што имаме работа? Дали се прават анализи тука во Македонија и кога ќе има резултати? Дали се прават во Македонија, што? Да, анализи дали се прават на испитување на вирусот. Мислам дека вака, јас би рекол дека не е целосна непознаница. Микроскопи, ние не знам дали имаме такви институти кои можат... Не е целосна непознаница. Во овој период од 9 месеци прилично многу работи се дознаа за овој вирус. Првите 2 месеци не знаевме точно како се пренесува. Начинот на заштита на здравствените работници и на луѓето кои што работат со вирусот со заразени луѓе е сменет. Многу студии се направија во светот, има многу испитувања, многу анализи, многу лекови се покажаа дека имаат ефект. Иако не е најзадоволувачкиот ефект, но сепак постои ефект. Имаме информации за начинот на третман, тој е сменет. Клиничката слика ние више не е комплетна непознаница. Така да, како поминува времето, напредува знаењето за вирусот и ако се точни информациите дека приближуваме кон вакцина, значи дека големите компании, значи дека големите светски центри, како што се Институтот Пастер во Париз, како што се во Германија, овие Кох институт кои што прават испитувања, се прилично напреднати во сознанијата за вирусот. Што се однесува за Македонија, се согласувам дека ни е потребна една пообширна, пообсежна студија, но ние
се држиме до максимата како чемо, лако чемо, вичи чемо и не знам до каде ќе до каде ќе дотерат, но во моментот приоритет би било да ја намалиме смртноста, односно морталитетот, да не ја достигнеме онаа бројка која што е од 40 случаи дневно. И втората работа ќе биде да ја намалиме трансмисијата на вирусот, односно да имаме еден таргет на R индексот, P индексот да биде помало од 1. И тоа да успееме да го направиме. Ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека се држев до она што сте, науката, не одев во теории на заговор и слично. Мислам дека бевме во рамките на коректното. Прилично брзо помина. Ајде за крај малку да шпекулираме, ако сакате. Значи нема да ви наметнам. Имате ли од она што јас го доживеав, ме интересира, а јас сум прилично паталец, ви реков, вируси сум прележувам секоја година 2 пати и знам што е вирусна грип и така натаму нешто природно кој ќе те поткачи и знам каква е реконвалесценцијата, ги знам и нервозните моменти кои ти доаѓаат после интервенција на стент, непотребна нервоза или така некои моменти кои се. Вакво нешто не сум доживел. Тоа ми е поентата. Имам чувство дека ова се е само природно не. Дали е благодарно да ве наведам на ова, вие одберете, моето е да ве прашам што ви, како викаат американците, what your guts tell you. Добро, точно е дека е неблагодарно да се кажува, конкретно прашањето би било дали од лабораторија излезен и дали е вештачки или е природен, дали е пуштен или не е пуштен. Но живееме во свет во кој што епидемиите и пандемиите ние сме ги читале во книга и ни пишуваше таму дека доколку се случи еден ден епидемија, практично ќе се случува ова сега што ни се случува. Последна ја памтиме е конкошкиот грип 68. Сме го учеле ние по книгите, претходно го има вариола вера, во инфектологија кога учиш има посебна епидемија, па вирусот на грип, па како однел големи жртви и беше практично неверојатно кога читаш дека не знам 10, 15, 100 колку милиони се починати од вирусот на грип во 1914 или 17 кога беше точно. И беше некако неверојатно дека така луѓето можеле да умрат од грип, а ние вака читам, ние грипот го прележуваме. Практично сега тоа го живееме. По мене, ако викате what your gut says, две работи се. Како настанува климатското затоплување, како настанува дефорестизацијата, намалувањето на шумите, постои голема можност да животните кои што живеат длабоко во шумите имаат одредени вируси со кои што ние не сме се сретнале. Втората работа е да голем број на ресерч лаборатории контактираат, односно испитуваат со тие животни по шумите и тестираат одредени вакви вируси, односно нивната вируленција, нивната пренесување, начинот на однесување и така натаму. За жал, со ова што ни се случува, веројатно вакви епидемии и пандемии ќе ни се повторат, ако не за 10-20, за веројатно 30 години, станува еден циклус. Предходната епидемија која што вие спомнавте коншката треска, но не ја заборавајте епидемијата на ХИВ. ХИВ беше епидемија излезена пред вирус излезен пред 30 години кој што за кој уште немаме вакцина. Вие го памтите, и јас го памтам, го памтите дека беше општа паника, дека се пренесуваше само хомосексуалци, па после тоа зависници и така натаму. И ние се навикнавме да живееме со овој вирус. Сега станува збор за нов вирус, кој што веројатно ќе се навикнеме да живееме, но конкретно дали е излезен од лабораторија или не, вака прилично личи на едно, да не бидам прегруп, на едно биолошко оружје, кое што нанесе голема штета на светската економија, светските економии. Одредени економии, како да беа подготвени да
ја спуштат бројката на позитивни, да го контролираат вирусот, а гледаме дека одредени економии се уште не можат да ги пребројат штетите и зијанот кој што го трпат од овој вирус. Дали е адаптиран на менталитетот во зависност од кој дел од регионот од светот се живее, дали општествата се подготвија, тие што го знаеа дека начинот на кој што делува, останува голема енигма, веројатно можеби еден ден ќе се разбере, а можеби па и никогаш да не се разбере, но се соочуваме со нешто ново кое што ни го смени начинот на живот и тоа го смени брутално. И на овој начин оваа брутална промена веројатно ќе се навикнеме да живееме и понатаму. Докторе, благодарам за учеството во емисијата. Благодарам за поканата, прилично интересно ми беше. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.